Јазичното описменување е многу битен услов за читањето на литературата, односно за читањето и на лектирните изданија. Кога и како треба да се започне со описменувањето на децата? Според најновите наставни планови и програми се започнува во второто оделение, односно по завршувањето на првото оделение, кога и завршува процесот на описменувањето, бидејќи процесот на јазичното описменување завршува како цел процес на крајот на третото оделение, односно на крајот од првиот образовен циклус, така што учениците во второто полугодие, во второто оделение започнуваат да читаат дополнителна литература, која што е независна од литературните текстови кои што се застапени во нивните учебници по македонски јазик во прво и во второ оделение. Имено, што повеќе децата читаат, тоа значи дека ќе имаат многу подобри и поразвиени читачки способности, многу подобро ќе развиваат техниката на читање и секако дека ќе побрзо ќе доаѓа до фазата на читање со разбирање. На тој начин што учениците, кога се ставени во позиција да читаат дополнителна литература, односно лектирни изданија, многу е важна поддршката и помошта која што ќе треба да ја добиваат од родителите и од членовите на поширокото семејство, за да ги оспособат во самостојното читање на лектирните изданија, а понатаму и побрзо да дојдат до тоа како тие ја сваќаат, односно да читаат, да ја сваќаат содржината на прочитаното лектирно издание и како тие читаат со разбирање, да може да ни одговорат на поставени прашања, да се поттикнува критичкото размислување. Какви се според вас читачките способности кај децата и учениците? Многу е важно да нагласиме дека постојат 4 основни јазични вештини. Тоа се слушање, зборување, читање и пишување. Несомнено, јазичната вештина читање е најосновниот предуслов за да се пристапи кон самостојно читање на лектирните дела и на другата литература за деца и млади секако. Семејството како првата средина во која што детето е обкружено, расте и се развива, многу е важно да се обрнува посебно внимание секојдневно од најмала возраст. На што да се обрнува внимание? Да се одвојува доволно време за раскажување, за прераскажување на сликовници, понатаму и сликовници друга литература за деца и млади која што е богата со колоритни илустрации. Понатаму да се поставуваат прашања, да се разговара и така натаму. Затоа што децата прво гледаат и слушаат. На тој начин, слушајќи и гледајќи ги илустрациите, кај него се создаваат ментални слики, представи за она што е прочитано. На тој начин многу полесно доаѓаме до процесот да ја зајакнеме нивната љубов кон читањето, меѓутоа и да го поттикнеме и задржиме нивното внимание. Меѓутоа, за жал морам да кажам и како педагог и како методичар кој што учествувал во бројни национални и меѓународни истражувања, не може да сме горди на читачките способности на нашите деца и ученици. Зошто? Затоа што премало е времето кое што тие го одвојуваат за читање. Не говорам само во семејството, говорам и од предучилишните установи, во основните и во средните училишта. А при тоа, доколку учениците немаат доволно развиени читачки способности, ќе имаат потешкоти и послаби резултати. Не само по наставниот предмет македонски јазик, туку и за постигнувањата и во другите наставни предмети. Прво што е неопходно да се ревидираат и да се изменат наставните планови и програми по македонски јазик од прво до трето оделение. Јас говорам, зошто бидејќи во овој прв образовен циклус се случува најсериозниот, најголемиот процес и најинтензивниот процес на јазично описменување. Тоа е таа рано училишна возраст. Понатаму имаме предолго посветување на децата и на учениците пред дигиталните медиуми. Меѓу останатото не се посветува доволно време на читањето во домот, во занималната, меѓутоа и во училницата. Да се навратам на наставните планови и програми,
треба да се направи компатибилност на програмските подрачја, односно на одвоениот број на наставни часови. Па така, например, наставниците имаат предвидено со наставниот план и програма само 2 наставни часа да обработуваат за обработка на лектирни изданија, со идентичен фонд на часови за да обработуваат литературен текст или стихотворба од учебниците по македонски јазик. Апсолутно голема некомпатибилност. И исто така треба да бидеме самокритични ние како наставнички факултети, меѓутоа малку е да напали кон наставниците, дека се потребно е да се изработат и напатствија за наставниците пред да ја зададат задачата на учениците да читаат лектирни изданија, меѓутоа истовремено и напатствија во оној дел на обработка, на методичка обработка на лектирните изданија. Кој би бил оној привод за да ги заинтересира децата што повеќе да читаат? Начнавте многу важно и сериозно прашање, бидејќи ако се направи анализа на досегашните реформи што не се случуваат во основното воспитание и образование со молскавична брзина, би кажала, се случуваат истите, некако при ревидирањето, правењето, изготвувањето на нови наставни планови и програми, согласно со тоа подготовката на нови учебници, прво и основно, неопходно е да се направат содржински измени во самите лектирни изданија. При тоа, тие треба да бидат во согласно со времето во кое што нашите деца, нашите ученици живеат, согласно со нивните интереси, нивното внимание, нивните предзнаења. Меѓутоа, истовремено, треба да се говориме сега за печатени лектирни изданија, треба секогаш да се има во предвид и возраста на учениците. Значи, треба содржината на лектирните изданија треба да биде во согласно со нивните развојни карактеристики. Понатаму треба да се размислува на оплеменување на лектирните изданија, повторно говорам, за учениците од рано училишна возраст со богати, колоритни илустрации. Да се има во предвид и колкав е фондот на новите, непознати зборови што не се ги има во лектирните изданија. Ние знаеме дека една од целите на читањето на лектирни изданија е збогатувањето на вокабуларот на учениците. Меѓутоа, доколку имате во едно дело голем број на непознати зборови, самото лектирно издание може да биде демотивационо за да истото го чита. А исто така е неопходност да постојат и прилози во самите лектирни изданија. Во зависност од возраста на учениците, треба да бидат прилагодени и да доминираат интерактивни вежби, задачи, активности, со кои што учениците постепено ќе се самите ќе бидат самостојно ќе направат проверка на прочитаната содржина, колку тие ја разбрале, понатаму да се поставуваат определени прашања, меѓутоа прашање преку кој што ќе се поттикнува нивното критичко мислење, како би постапиле, каква би биле улога на некој од ликовите, или пак може би да дадате свое мислење за некој настан што е присутен што се обработува во лектирното дело. За се това, знаете, парцијални решенија, парцијални идеи се ништожни според мене и за оваа работа потребно да се направи систем. Како да се воспостави систем е подготовка на сеопфатна стратегија при изборот и содржинскиот и при изборот можеби ќе треба да воведеме нови лектирни изданија, но во кој што предходно ќе треба се направи сериозна анализа и сериозни истражувања во кои што ќе бидат но навистина вклучени стручњаците. Мултидисциплинарен тим е потребен за оваа работа. Тука би ги бројала методичарите, педагозите, филолозите, наставниците, психолозите, дефектолозите, илустратори, графички дизајнери, библиотекари и не со најмала важност да бидат вклучени и родителите, тие се партнери и во овој процес, и секако децата и учениците. Треба да го слушнеме нивниот глас, нивните мислења, кои се нивните образовни потреби, како вид на литература сакаат да читат, како треба да биде таа дизајнирана и така натаму и така натаму.